Zdravo i dobrodojdovte v уште едно видео на каналот Ти можеш. Сакам да споделам со вас некои размислувања во врска со популарниот личен раст и развој, она со што јас свесно и активно се занимавам и проучувам со години веќе. Сум наидувала на различни заблуди, на различни фрази кои ми создавале конфликт, понекогаш нејасноти, или тоа сум го гледала кај другите луѓе. Би сакала да направам едно резиме на тоа до каде сум јас сега, што не значи дека тоа ќе остане така за секогаш. А предходно имам снимано слично видео, само фокусот ми беше на работата на себе, што на крајот на краиштата му доаѓа едно те исто. Тоа се процеси кои што траат до крајот на животот, до животно учење, живење, онака како што најдобро знаеме и умееме, со тенденција да ни биде подобро, да бидеме подобри, да си помагаме едни на други и да споделуваме тоа што знаеме. Јас ќе споделам со вас некои своји сознанија, заклучоци за кои мислам дека можеби ќе ви помогнат и да не се согласите и да имате многу спротивни мислења, и тоа е во ред затоа што спротиставените ставови водат понатаму кон раст и развој. Сознанија сум ги кажала и предходно или сум ги напишала на мојата страница, за некои сум снимала и посебни видеа, меѓутоа решив вака да ги соберам. Излегоа некаде околу 20-тина, што значи дека ќе бидат во две видеа, бидејќи мојот канал се вика Ти можеш и мојата Facebook страница се вика Ти можеш. Иако многу пати сум кажала, иако едно време ми стоеше на страницата Ти можеш и да не можеш, сакам да го потенцирам уште еднаш тоа. Кога јас велам Ти можеш и кога јас мислам Ти можеш, кога некаде ќе го сретнете тоа Ти можеш, дури и кога е Ти можеш се, немојте да заборавите дека тоа се однесува на се во вашите рамки, способности, вештини, умења и во условите во кои се наоѓате, со сето влијание од околината, со се што се случува, додека вие сакате, можете, се обидувате, правите, независно на која сфера од животот да се однесува. Кога не можеш многу, можеш нешто, и тоа е многу поважно од Ти можеш се. Многу е поважно да чуеш Ти можеш и да се потсетиш што можеш во ситуации кога чувствуваш дека ништо не можеш. Ти можеш и Ти можеш се не треба да биде сватено како апсолутно, нити пак во смисла дека ние, јас, ти сме семојки. Ние многу можеме. Меѓутоа, во сето тоа треба да остане она почит, она понизност, она интуитивно разбирање на се што е поголемо од нас и на се зашто во одредени ситуации немаме капацитети, можности, реални услови или не можеме да ги создадеме. Ти можеш како инспирација и мотивација и постојано потсетување на тоа што можеш, со свесност и дозвола да не можеш се, да има работи што не можеш, па некогаш едноставно и да имаш чувство дека не можеш многу, па дури дека не можеш ништо, но тоа да не трае предолго. Виднаш да преминам на второто, ти можеш да правиш што сакаш. Апсолутно можеш да правиш што сакаш, меѓутоа немој да заборавиш дека и сите други имаат право да прават што сакаат. Најчесто тоа се злоупотребува во контекст, ама јас можам да зборувам што сакам, можам да кажам што сакам, можам да се однесувам како што сакам. Точно. Меѓутоа, да внимаваме дека истото тоа право го имаат и другите луѓе. И да внимаваме дали тоа ќе ни донеси добро, бенефит, дали ќе влијае позитивно на нашето целокупно здравје, расположение, или пак следниот ден ќе се каеме за тоа што сме го направили. Ти можеш да кажеш што сакаш, ако со тоа не навредиш друг. А ако го навредиш и ако ти врати тоа исто со навреда, да го износиш тоа стоечки. Кога ти тврдиш за себе си, јас заедно, дека можам да кажам што сакам, тогаш сум апсолутно свесна дека и ти можеш да кажеш што сакаш. Затоа, јас можам да кажам што сакам
Jaz môžem da právam što sakam. Da, no zborуваме за здрави, нормални луѓе, кои сакаат да градат здрави и нормални односи со другите луѓе, кои имаат разум и кој им е даден за да го користат во координација и сооднос со своите емоции, односно со срцето. И тоа да не го запоравиме, додека можеме да правиме се што сакаме, можеме да кажеме се што сакаме, можеме да се однесуваме како што сакаме. Да, можеме, но можеме и да ги носиме последиците од тоа. Сите ние ги имаме истите права од денот на нашето раѓање. Слободно да живееме, да ни е достапно се што им е достапно на другите, да растеме, да се развиваме во љубов, разбирање, со поддршка, во еден свет кој што ќе го потикнува нашиот раст и развој. И во сето тоа, ние да го дадеме нашиот придонес, користејќи ги своите права, без да ги повредиме и ограничиме правата на другите. Но, практично во реалноста тоа не е така. Се додека се залагаме за можноста да ги уживаме сите своји права, не смееме да запоравиме дека и сите други ги имаат истите права. Многу често сакаме нашите права да бидат поважни од нечии други права. Или не боли кога некој друг ги користи, а да не речам ги злоупотребува своите права. Па ако е така, тогаш да не го правиме тоа што гледаме дека ни смета. Јас ги имам сите права, значи дека и сите други и ги имат сите своји права, имат апсолутна можност, слобода да ги користат. Што правиме со правата на колективот, на заедницата? Ако сме способни да ги почитуваме сите наши права, сите права на другиот, односно на другите, тогаш е апсолутно во ред да се залагаме за сите своји права. Меѓутоа, ако не сме способни да ги почитуваме сите права на другиот и на другите, тогаш очигледно е дека тоа е веќе некоја наша себичност. Сите наши права ние да може да ги уживаме, да не ни е грижа за другите. Тоа во најмала рака не е убаво, не е добро, а понекогаш не е ни здраво. Слободата, толку зборуваната, толку посакуваната слобода, толку спротиставени ставови. Имаме ли слобода, немаме ли слобода, дали сме ние слободни суштества, дали сме условени, дали се однапред запишано, дали имаме права во сето тоа запишаното да напишеме и да препишеме нешто. До каде е таму слобода, дали слободата надвор, дали е внатре. Меѓутоа, не можеме да ги одделиме работите една од друга, затоа што ние сме целина, затоа што животот и реалноста се целина и се тоа е битно. Не може слободата да биде слобода ако ограничува некој друг. Не може мојата слобода да биде побитна од твојата слобода. И ако јас не сум подготвена да ја прифатам, да се заложам за твојата слобода, или ако на било кој начин мојата слобода е загрозува твојата слобода, тоа веќе не е слобода. И зошто луѓето на несвесно ниво се плашат да бидат слободни? Затоа што тоа значи одговорност. Не сакаме секогаш да преземеме одговорност, сакале да си го признаеме тоа или не. А слободата подразбира одговорност. Слободата подразбира почитување на другата слобода и одговорност за се што ние, слободните, ќе направиме во безграничната наша слобода. Нашата слобода не сме да ограничува слободата на другите луѓе. Ние сме тие што треба да бидеме одговорни за тоа што го правиме како слободни и здрави, свесни човечки суштества. Не е слобода да правиме работи за кои ќе ги обвиниме другите. Не е слобода да правиме работи за кои утре ќе се сокриеме, ќе негираме дека сме го направиле тоа. Или сме загрозиле нечија слобода, ама во името на својата слобода. Тоа не е слобода. Се разбира дека е битно како човек се чувствува. Човек може да биде физички неслободен и да ја носи слободата внатре, или да биде толку слободен, а сепак да се чувствува заробен во себе и од себе. Се разбира
дека е најдобро кога тоа е во баланс, слободен натре, слободен надвор, целосно слободни личности, кон што треба сите да се стремиме. Контекст на сето ова ќе споменам и реченицата се зависи од тебе. Да, точно, во твојот живот се зависи од тебе. Се што си направил, се што си избрал, се што си одлучил, зависело од тебе. Колку и да е тоа под влијание на едни, на други, заради овој и оној, но сепак, ти или јас во мојот живот, јас сум избрал, јас сум одлучила, независно под каков притисок, зошто, како, зависело од мене и јас сум го направила изборот, јас сум го изодила патот и јас сум стигнала до таму каде што сум стигнала. Тоа апсолутно не значи дека ги исклучуваме условите, ситуациите, собствените можности, притисоците од средината, она што го носиме претходно во нас, во мојот живот и во сите тие услови комплет. Се зависи од моите одлуки и избори, од моите ситни чекори. Но тоа не е привилегија само, тоа не прави божества, па се зависи од мене. Тоа уште еднаш значи одговорност. Не зависи од нас кога сме мали, кога се уште зависиме од своите родители, кога ќе се осамостоиме, кога ќе стигнеме до некаде со едукација, финансиски, кога ќе решиме да отпочнеме свој живот и себе си се сметаме за зрели и возрастни луѓе. Се зависи од нас понатаму. Се друго се оправдувања и изговори. И нормално дека ги имаме. Меѓутоа, тоа може да ни се случува повремено, тоа може да бидат некои наши илузии, кои ќе ги освестиме, ќе ги расчистиме, нема да ги повторуваме. Не си даваме супер мојки, иако понекогаш ги имаме. Меѓутоа, се зависи, не значи дека се на овој свет зависи од тебе, во твојот живот, во рамките на твоите можности, дадените услови. Да, кога не зависи се од нас, помала е одговорноста. Од тебе зависи дали ќе работиш оваа или друга работа, од тебе зависи дали ќе останеш во некој партнерски однос или нема, од тебе зависи дали ќе останеш со некој пријател, дали ќе се прилагодиш или не, дали ќе се противиш или не, дали ќе се притаиш, дали ќе се бориш, дали ќе бидеш тивол, гласен. Се зависи од тебе. Ако си возрастна, зрела и здрава личност која живее во релативно нормални услови и има релативно нормални можности и капацитети. Не зборуваме за екстремни случаи, не зборуваме за разни недостатоци, не зборуваме за тешки животни приказни. Таму треба време, најпрвин, полека да се решат работите кои ни стојат како пречка, како проблем. А дури потоа ќе преземаме креативни активности, нешто за во иднина, ќе пишуваме планови, цели, ќе остваруваме, ќе реализираме. Уште на две работи сакам во ова видео да го задржам вниманието, а тоа е живеј сега и овде, што може да не доведе до една друга фраза, се случува сега и овде. Нема минато и нема иднина. Но, тоа е теорија, и тоа е филозофија, и тоа е некој мета јазик за кој сакаме да кажеме нешто кое што ќе ни послужи да се чувствуваме подобро, поубаво, посреќно, позадоволно со сопствениот живот. Свесноста дека нема утре, утре пак ќе биде сега. Дека нема минато, односно не можеме ништо да промениме во тоа минато. Затоа што и тогаш во минатото сме живееле сега. Било сега, било овде. Не значи дека треба да го избришеме нашето минато. Не значи дека треба да се откажеме од иднината. Сега и овде е моментот во кој сме. Од оваа позиција, вчера, постои во нашите сеќавања, се што се случувало таму придонело во нашиот раст, развој, формирање. Се она што посакуваме за во иднина, креираме, замислуваме, планираме, е дел и од оваа наша сегашност. Ние, присутни сега и овде, сме пак една целина од тоа вчера и од она утре. Тоа вчера било и поминало. Тоа утре не знаеме дека ќе биде. И затоа се вели,
дека сега и овде е се што имаме. Сега и овде е се што реално постои. Но тоа не значи дека не постои минатото и не постои днината во нашата физичка реалност. Не треба да ни биде товар и оптоварување. Не треба да останеме заглавени во минатото. И не треба, креирајќи ја и днината, да заборавиме да живееме во сегашноста. И за крај, омиленото, мисли позитивно, целата поента, се тоа што го правам со години, мојата страница, овој канал, па на крајот на краиштата јас приватно во моите односи, во се што ми се случува во животот, мојот избор е да мислам позитивно. И се залагам за тоа луѓето да мислат позитивно. Постојат многу луѓе кои што тврдат дека позитивното мислење може да направи поголема штета, дека го нарушува дури и менталното здравје. И јас апсолутно се согласувам и со нив. Ако позитивното мислење не е реално, ако не доаѓа од тука, ако сме во конфликт, ако се лажеме себе си и ги лажеме другите, се разбира дека нема да ни помогне. Дали јас што се залагам за тоа позитивно мислење, секогаш мислам позитивно? Се разбира дека не. Позитивното мислење ми е алатка со која се оттргнувам од своите негативни мисли. Тоа не значи дека носам розови наочари. Тоа не значи дека не знам што се случува, што се мене ми се случува. Тоа не значи дека кога ќе се случи нешто што ќе го видам пред очите, кој е тажно, јас ќе мислам, леле, колку е прекрасно што ова му се случило, сега од тоа ќе научи нешто. Не. Но ќе мислам дека ќе најде начин да се носи со тоа, ќе помине, ќе го надрасне и ќе дојде ден кога од тоа ќе извлече нешто, ќе дојде ден кога тој човек ќе може да размислува позитивно и да живее подобро и да живее поубаво. Тоа значи дека кога некој ќе има некаква дијагноза, не значи дека нема да ми поминат негативни мисли, особено ако ми се тоа блиски луѓе. Туку дека ќе изберам да мислам позитивно, дека ќе се промени состојбата, дека ќе ја носи личноста или ако се работи за мене најлесно што може во дадената ситуација, дека ќе се направи се што е во моќта на човекот да се помогне, да се надмине. Тоа е позитивното мислење. Позитивното мислење не е да се игнорираат работите кои што ни се случуваат, не е кога е тажно, болно, темно, да се фолираме, преправаме, глумиме, да се смееме лажно. И тоа си има име. Тоа е лажно позитивно мислење. Во моите видеа јас сум ви се представила и не нашминкана, и не средена, кога сум била лута и гневна, и кога не сум била баш средена во мислите, затоа што јас сум жив човек. Затоа што јас мислам позитивно. Меѓутоа, и мене ми шетаат негативни мисли по главата, се разбира, секојдневно. Ние растеме и се развиваме и живееме благодарение на тоа позитивно мислење. Од најмали нозе, кога ќе паднеме, ни викаат, ајде, ништо нема, ќе помине. И тоа е за мене позитивно мислење. Замислете, кога постојано би ни викали, леле, што направи, леле, што ти се случи, леле, тоа нема да ти помине, леле, ништо, готово, падна сега, скрши ногата, леле, колку ќе те боли, леле, колку ќе биде страшно и така натаму. Не го правеле нашите родители тоа, иако не биле едуцирани тренери, коучи, мотиватори и не знам што уште не. Мислеле позитивно за нас, во рамките и капацитетот на она што го знаеле, умееле и што ни го посакувале. Да бидеме среќни, успешни, здравите родители, тоа и посакуваат своите деца, колку и на децата и на младите да не им изгледа секогаш така. И за мене е тоа основно и базично за да верувам во позитивното мисли. Ви посакувам да ги најдете своите дефиниции во кои вие верувате, кои вас ви лежат на душата, кои ви се соодветни на она што го размислувате, и тоа да ви служи и да ве води напред.
vi благодарам što ste ovdje. Ako vi se dopaѓа video, da stavite like. Ako niste se pretplatili na kanal, a vi se интересни темите и содржините кои ги обработвам, поддржете го каналот, приклучете се, односно ставете subscribe и се гледаме во продолжението на ова видео со некои нови теми, дилеми и заблуди, а до тогаш ви посакувам се најубаво.